Dobar den, počituvani naši gledači. Od mene Silvana Pavlovska i programa Vo Focus, koja se emituje od Melbourne, Avstralija. Продолжуваме со програма посветена на македонската книжевност и историја, делото на насловено Пиринска Македонија на господинот Димитар Митрев. Денешново четиво е насловено појавата на автономистичката ВМРО. Но пред да почнам со читање на тоа четиво, сакам да ви пуштам малку музика од оркестарот Бисери.
беше групата Бисери и песна за Пирин. Продолжуваме сега со појавата на автономистичката ВМРО. Великобугарскиот врховизам, кој му нанесе многу злосторства и несреќи и на македонскиот и на бугарскиот народ, не остана пасивен и по завршувањето на Првата светска војна. Од секогаш орудие на најреакционерните кругови во Бугарија, тој и сега се готвеше за нови погроми и за нови провокации. Во условите по војната, тој требаше да ја спасува фалираната политика и бугарскиот дворец и буржоазијата. Таа политика се наоѓаше во отежнати околности на действување, не само поради поразот што и го нанесе завршувањето на војната. Новата влада на Бугарија, што требаше да го склучи мировниот договор и во која првенствена улога имаше земјоделскиот сојуз, предводуван од најистакнатиот противник на Фердинанд Кобуршки, Александар Стамболиски. Беше првата главна пречка за една неограничена политичка пројава на реакционерните врвови. Бившите министри и низа други реакционери политичари беа објавени, објавени за воени злочинци и беа повикани на одговорност пред специјални народни судови. Не помала опасност представуваше за реакцијата во Бугарија и движењето на македонските маси за докрајно дискредитирање на злочинечката политика на довчерашните великобугарски влади. Условите на легална политичка пројава на развластена реакција стана уште потешки со формирањето на самостојна земјоделска влада на чело со Стамболиски. Останати без власт и наоѓајќи се под ударите на новата земјоделска влада, реакционерните бугарски политичари во коалицијата со воениот сојуз, кој од порано постоеше, ги кроеше плановите за составување на бугарските влади и великовардејската емигрантска групација на Врангел го формираа својот заговорнички блок за подготовка на преврат, што требаше да ја урне владата на Стамболиски. Работејќи по директивите на Фердинандовиот наследник Борис Кобуршки, кој поради политичкиот радикализам и социјалното реформаторство на земјоделската влада не беше сигурен за трајноста на својот престол. Заговорничкиот реакционерен блок требаше да најде потпора во една организација или во една организирана терористичка сила. Така се дојде до обновување активноста на познатите врховистички главатори Тодор Александров и Александар Протогеров, кои од 1990 година се наоѓаа во Централниот комитет на веќе врховизираната ВМРО. Тие беа познати со својата провокаторска улога уште од времето на старата ВМРО, а за време на војните се покажаа како најпослушни орудија на Фердинанд и Кајзеровата Германија, вршејќи со своите терористички банди бројни злосторства во Македонија и Србија. Тие виновници за убиствата на низа македонски револуционери требаше одново да ја продолжа својата агентурска професија и да ми извршат нови услуги на дворот и на реакцијата во Бугарија. И бидејќи Александров и Протогеров се наоѓаа в затвор како воени злочинци, нивните наредбодавци успеа да им организираат бегство и да ги префрлат на Пирин планина за нивното ново
врховистичко действување. При крајот на 1919 година Тодор Александров и Александар Протогеров формираа на територијата на Пиринска Македонија една терористичка организација која го носеше името Внатрешна македонска револуционерна организација. Заедно со Петар Чаулев, бивш револуционер од Охрид, тие се објавија за членови на Централниот комитет на ВМРО и не случајно прибегнаа кон тоа име на својата организација. Александров и Протогеров ја имаа безрезервната поддршка на реакционерниот блок, бидејќи беа и исполнители на неговата директива. Но тие ја немаа поддршката на масите во Пиринска Македонија и на патриотските кругови на емиграцијата во Бугарија. При тоа и двајцата беа добро познати како стари грешници спрема својот сопствен народ. Затоа се најдоа присилени да прибегнат кон еден перфиден демагошки потек. Со обновата на името ВМРО, тие сакаат да се прикажат како продолжители на старите борбени традиции на Гоце Делчев и Јане Сандански. Тие добро знаеа кон каков идеал се стремат македонските маси, па настојуваа да действуваат со потези што можеа да имат ефект кај тие маси. Уште во почетокот на својата прикриена нова врховистичка улога, Александров и Протогеров издадоа една окружница во која изјавуваа дека обновената ВМРО нема да се меша во внатрешните работи на Бугарија и ќе се бори за автономија на Македонија, која е неправедно распокината помеѓу Србија, Бугарија и Грција. Декларирајќи го тоа, Александров и Протогеров сметаа дека декларираат нешто како отказ од нивниот поранешен врховизам. Но, подоцна, кога одново се покажа во својот неизменет врховистички лик, самиот Александров ја изнесе во една своја изјава вистинската побуда на демагошкиот потек. Цитирам: "Го издигнавме принципот на самостојната на Македонија, бидејќи инаку народот не би се последувал", рекол тој. И тоа нешто било издадено во Македонско дело, број 147. Прикривањето на вистинските неоврховистички побуди отиде дотаму што ЦК на самопрогласената автономистичка ВМРО декларираше дека не ја смета комунистичката партија како свој противник, бидејќи социјалната револуција не ја исклучувала националната. Декларирањето на последново беше неопходно со оглед на се позасилената левичарска ориентација на масите во Пиринска Македонија и во другите два дела на Македонија. Манифестациони изјави и декларации од таков вид, а пред се самото шумно прогласување на принципот на автономија како свој водечки принцип, им беа во почетокот крајно нужни на Александров и Протогеров за да и создадат известна масовна база на својата прикриена сушност врховистичка организација, неоврховистичка организација. По примерот на старата ВМРО требаше да се формираат вооружени чети и да се обноват некогашните револуционерни окрузи. Тоа пак не можеше да се оствари без наличноста и на подготвени нови борбени кадри. Во прилог доаѓа и грешките што беа сторени со растурањето на привременото представителство и со постоењето на слабата, а во национално-револуционерен поглед сосем анемична дејност на емигрантскиот комунистички сојуз. Постоеа, кон тоа, се уште витални за водење на вооружена борба приврзаници на старата ВМРО. Некои од бившите серски револуционери и сега се наоѓаа во Пиринска Македонија и можеа да бидат привлечени за нова револуционерна активност. Не беше мал бројот и на македонци со анархистички идеи што го бараа ефектот на непосредната вооружена акција. Таква беше готовноста и на многумина млади македонски патриоти, понесени од борбен идеализам и желба за револуционерно служување на татковината по примерот на борците од старата ВМРО. Затоа декларациите на новата ВМРО не можеа да не значат нешто за луѓе што по својата природа имаа наклоност кон смели
револуционерни акции. Во светлината на тие околности, тоест новата ВМРО, на овој Александров и другиот, откако ја имаше зад себе реакцијата во Бугарија, си спечали терен и со привлекувањето на некои честни и патриотични македонски кругови. И се најдоа во редот на учесниците и функционерите на седо автономистичката ВМРО, стари санданистички приврзаници како Александар Бујнов, Георги Пенков, Алексо Василев, заедно со помлади и левичарски ориентирани македонски патриоти како Георги Ковачев, Тодор Чопов, Христо Медникаров, за да не изостанат и млади фанатизирани борбени идеалисти како Љубомир Весов, Илија Кушев, Васил Димандиев и други. И несомнено е дека токму учеството на такви изразити патриотски и со ништо не компрометирани личности и создаде во прво време извесен морален кредит на таа организација со потајни врховистички цели кај незините водачи. Но треба да се констатира и тоа. Таквото учество се покажа подоцна конструктивно со оглед на диференцирањето на она што беше вистински револуционерно и патриотско од она што беше реакционерно и неоврховистичко во редовите и во врвовите на ВМРО. Санданистичките и другите левичарски учесници во таа организација не им изневерија на своите патриотски и политички убедувања, бидејќи не задоцнија да се означат како левица на ВМРО. Од првин тие сметаа дека некои пројави на ВМРО, што и одеа во прилог на великобугарската реакција, се повеќе резултат од своеволноста, болезнената амбициозност и склоноста на Тодор Александров како диктаторство. Но кога согледаа дека не се работи само за индивидуални застранувања на една личност, туку за едно консеквентно врховистичко служење на Александров, токму левите сили во ВМРО успеа да привлечат на своја страна голем број од незините пирински учесници, да го имаат со себе третиот член на незиниот централен комитет Петар Чаулев и порешително да влијаат на некои патриотски и прогресивни емигрантски организации во Бугарија. Без оформувањето на левицата во ВМРО незамисливо беше и користењето на Протогеров, па и на самиот Александров за важни манифестациони потези што никако не и одеа во прилог на великобугарската реакција. Основна организација или организациона база на ВМРО беше Пиринска Македонија. Повторувам. Основна организациона база на ВМРО беше Пиринска Македонија. Тука се формираа вооружени чети што навлегуваа во територијата на Вардарска Македонија, а подоцна и на Егејска Македонија. Тука се одржуваа и собирите на представниците на револуционерните окрузи. Одовде се испраќаат чети, што наоѓа извесен погоден терен за терористичко доествување во Штипско, Велешко и Скопско. Со вооружени чети навлегуваше во Царево Селско, Кочанско и Штипско и самиот Александров, создавајќи си една потрајна база. Главна активност на четите беше вршењето на атентати врз озлогласени представници на великосрпската власт и напади на жандармерските пунктови. Подоцна, терористичката активност на ВМРО се простре и во Западна Македонија, каде што действуваа четите на Протогеров и Чаулев. Не беа изоставени од кругот на терористичко действување некои краишта на Егејска Македонија, кај учесници во четите, првенствено млади луѓе, а и кај некои предводници на четите, војводи што беа интелектуалци, како Весов и Кушев, например, владееше оној борбен идеализам што им беше својствен на четите на старата ВМРО и многумина од нив паѓаа со фанатизмот на саможртвени борци. Во новите услови, терористичките действија на ВМРО
беа еден анархронизам. Една неефикасна реприза на тероризмот од првата фаза на некогашната ВМРО. Не само што беа неопходни современи пристапи и методи на национално револуционерно действување, туку и самата територијална поделеност на Македонија меѓу три држави не овозможуваше координираност и компактност на вооружената борба. Различните услови во секоја од трите држави бараа сообразување со нив и налагаа соодветно действување, првенствено со методите на една политичка борба и при поддржувањето на оние политички фактори што можеа да придонесат за извојувањето на националните права на поделениот македонски народ. Но за прикриените цели на Т. Александров, а посебно за задоволувањето на неговата лидерска амбиција, токму терористичките навлегувања во Вардарска и Егејска Македонија требаше да создадат впечаток за ВМРО како за една сенародна револуционерна сила. Со постојаноста на таа сила требаше да сметаат државно-политичките фактори во Бугарија, Србија и Грција, па самиот Александров да ја игра улогата не само на политички лидер, туку и на народен предводник. Со тоа се преследуваше соодветен ефект и кај меѓународната јавност. Кај неинформираните или кај специјално заврбуваните од круговите на таа дејност, ВМРО се третираше како народно револуционерно движење. Дури и некои левичарски кругови, па и комунистички движења попаѓаа повремено под обсесија на овој лажен, но вешто аранжиран впечаток. Единствено Стамболиски, неговите најблиски приврзаници немаа никакви илузии во однос на реалната суштина на едно псевдореволуционерство. Ете, тоа беше четивото, посветено на појавата на автономистичката ВМРО од книгата на Димитар Митрев, насловена Пиринска Македонија. Јас ви благодарам за вашето внимание и се гледаме наскоро. Довидување.